Благодарам, председателя. Почитувам колега Мариянчо Николов. Сте контрадикторни во самата ваша пратеничка група. Од една страна зборувате дека владата прави напори да го заштити овој имот, од друга страна зборувате дека имате, вашиот претходник зборуваше дека имаме некои задни намери, а тоа е оттуѓување на имотот. Јас само сакам да ви кажем една работа. Дека ова влада на Република Македонија навистина нема задни намери и затоа ќе ви прочитам одредени активности кои што се превземени токму во насока на заштита на тој капитал кој што останал со трансформацијата на предпријатијата со општествен капитал. Ако некаде има направено криминал, а верувам дека има, затоа што има од страна на одредени стечајни управници пред имотот да падне под јавното стамбено предпријатие, кога со нив раководеше Агенцијата за приватизација. Вие најдобро знаете во кој е тој период и кој ги поставуваше стечајните управници. Такви објекти каде што јавното предпријатие има покренато постапка пред надлежните судови во одредени наши соседни држави за поништување на договорот за купопродржба. Ако државата и јавното предпријатие не сака да го заштити тој имот и ако било во одреден дил со стечајните управници, сигурно нема да покрене одредена постапка. И на крајот на краиштата најголемите проблеми околу евиденцијата со ваквиот имот го имаме поради криењето од страна на стечајните управници и не ставање во стечајната маса на ваквите објекти надвор од Република Македонија. Сакам да ви кажам дека, например, кои се постапките кои што јавното предпријатие и владата на Република Македонија ги има превземено за да го заштити овој имот. Значи, постапката за пишување на право на собственост е започната за сите деловни објекти, освен за деловните објекти стекнати по е завршена, односно добиени се решенија за собственост. За 8 деловни објекти добиени се решенија за собственост на име на Република Македонија со користичко право или право на стопанисување на јавното предпријатие. Постапка за пишување на право на собственост за поранешните југословенски републики е започната за 38 објекти. И тоа за објекти неопфатени во процесот на трансформација, како Треска мебел, Треска тргомебел, Агромеханизација Скопје, Македонија табак, Агроплот Ресен, ЕМО Охрид. Исто така, имаме одредени решенија за преземање на деловни објекти од страна на Газела Скопје, тоа се вкупно 31 објект. Тие се уште не се правосилни, бидејќи се оптужени од страна на предпријатието. Имаме икс такви примери каде што јавното предпријатие презело одредени конкретни мерки и јас затоа не за џабе реков дека имаме секој објект е посебна приказна. Некаде имаме објекти кои што се срушени биле само една секунда, биле од времен карактер. Имаме таков објект на Газела во Загреб. Се менува деталниот урбанистички план, се руши објектот. И затоа дека